Колку сметате дека ќе помогне во истрагата што тоа што Зоран Митревски сведокот рече дека КТЦ не влијаела врз Бојан Јовановски, тоа беше негов став. Колку сметате ќе помогне во вашето? Немам коментар, ние секако сметаме дека е невин Бојан Јовановски, така да тој дел од исказот ми е тотално небитен во врска со мене. Како ги оценувате сведочењето на тројцата? Ништо не кажа специјално што би можело да биде некакво теретење. Нити има давање на некакви парични средства, а едниот сведок наведе што слушнало другиот сведок, тоа никако не може да биде доказ во една сериозна кривична постапка како што е ова. Особено не ми е јасно зошто третиот сведок беше повикан да дава изјава пред судот, од проста едноставна причина што човекот како собственик на компанија многу јасно и децидно наведе дека имал исклучиво комерцијален однос со обвинетиот Бојан Јовановски, платил реклама, му била објавена рекламата на телевизијата по важечки ценовник и не гледам тука зашто тој би требало да биде сведок на обвинителство, би требало да биде сведок на одбрана, но ќе се согласам со тоа некогаш обвинителството да ни ја врши работата во таков правец. Како коментирате делот од исказот кога спомена дека може да биде спокоен во однос на постапката за Поштенска банка? Нити ја знам таа постапка, нити имам врска со тоа и стварно сакам да се ограничам на овој предмет. Не можам да коментирам постапка каде што не учествувам. И во врска со тоа дека тој имал информација сепак нека. Кој имал информација? Човекот кажа, значи Букич му одговори такво нешто, имал информација. Јас колку што знам, вие можете да бидете спокоен. И коментар, ако може. Немам коментар, стварно ви кажувам дека целокупната корелација се однесувала само за комерцијални цели. И сега вие од целиот исказ извлекувате по вас криминогено однесување. Добро, продолжите така мислам. Само што рековте некогаш обвинителството вршуваше работа. Дали можеме ќе ги повикате вие за сведоци, како сведоци на Украина? Па, овој сведок, последниот беше мој сведок во мојата листа на докази исто. Но јас го исцрпив тоа во вкрстено прашање. Значи, да ви објаснам една работа. Кривичната постапка не е така наречена активност во училиште. Па, квантитетот на прашање, односно бројот на прашања да се мери со нивната сериозност или битност. Ако нема потреба, не се поставуваат прашања.